Човечки зоолошки градини. Мрачната страна од историјата на Европа. Изложбата на екзотични луѓе била широко распространета во колонијална Европа. Од 15-тиот век, кога европските сили почнале да ги колонизираат Америка, Африка и Азија, луѓето од колонизираните региони биле насилно носени во Европа, а кон крајот на 19-тиот век така наречените човечки зоолошки градини станале профитабилен бизнис. Овие растечки изложби под маската на науката требало да ја покажат цивилизацијската супериорност на Европа. Има информации дека првата изложба на народи дивјаци ја направил Кристофер Колумбо кога во шпанскиот кралски двор во 1492 година ги изложил 6 индијци што ги заробил на своето патување во Америка. Првата позната човечка зоолошка градина во Европа била отворена во центарот на католичкото христијанство, Ватикан, кога кардиналот Хиполит Медичи јавно ја покажал својата колекција на индијанци, маори и други екзотични живи експонати. Така наречените човечки зоолошки градини се само еден пример за тоа каква била реалната состојба во цивилизираниот свет, кога зборуваме за основните човекови права. Наместо животни во кафезите обично имало луѓе од Африка. Картата на европски земји кои имале вакви градини е објавена на Инстаграм и е многу интересна. Имено токму оние земји кои себе си се сметаат за центри на цивилизацијата, демократијата и културата ги имале овие расистички изуми, односно цела западна Европа, освен Ирска, Северна Европа до Финска и Јужна Европа. Вакви креации немало на Балканот, ниту во Источна Европа, која била под руско влијание. Расистички изложби на луѓе со африканско потекло се одржале во Париз, Хамбург, Антверпен, Барселона, Лондон, Милано и безброј други европски градови. Многумина биле намамени во Европа со лажни ветувања за потоа да бидат прикажани како дивјаци во понижувачки услови. Оно што е особено шокантно е што човечката зоолошка градина постоела и во денешниот неофицијален главен град на Европската Унија, Брисел, и тоа до 1958 година. Белгија, чиј главен град е Брисел, го колонизирал Конго, кој бил прогласен за приватна собственост на белгискиот крал Леополд II, кој убил меѓу 10 и 15 милиони луѓе во Конго. Во летото 1897 година Леополд увезол 267 луѓе од Конго во Брисел за да бидат изложени околу неговата колонијална палата во Тервурен. Тие веслале кануа на Кралското езеро, а 1,3 милиони белгијци ги гледале додека шетаат по мостовите со јаже. Летото било многу студено, па 7 конгоанци починале од пневмонија и грип, а нивните тела биле закопани на необележана масовна гробница на локалните гробишта. Популарноста на човечката зоолошка градина била толку голема што била воспоставена постојана поставка. Од првин бил наречен Музеј на Конго, а наскоро бил наречен Кралски музеј на Централна Африка. Постоењето на човечките градини било оправдано со запознавање на другите култури и луѓе, но никој никогаш не го споменал односот и третманот што експонатите го имале во нив. Конго се стекна со независност од Белгија во 1960 година, а со намалување на интересот за оваа форма на забава, човечките зоолошки градини паднале во заборав. Овие морничеви атракции биле популарни во многу европски земји. Оваа нечовечка форма на забава ја доживеала својата најголема популарност во 19-тиот век. Забележано е дека само изложбата во Варшава привлекла речиси 300.000 посетители во текот на 80-тите години на 19-тиот век. Светските изложби организирани во Париз во 1878 и 1889 исто така вклучувале Црнечко село. Над 28 милиони луѓе дошле да видат околу 400 домородци од Африка кои биле чувани во кафеси и како такви представувале главна атракција на саемот. Германецот Карл Хагенбек бил меѓу најпознатите ловци на експонати за човечки зоолошки градини. Одел на експедиции во странски земји од кои носел луѓе и животни во својата европска колекција. Во своите мемоари тој зборува за своите авантури со нескриена гордост. Зоолошката градина во Хамбург се уште го носи неговото име. На лондонскиот стадион Вембли, кој денес е домаќин на различни настани од спорт до музика, на изложбата во 1925 година милиони гледале и се восхитувале на домородците донесени од колониите.
Во Лисабон, уште во 1940 година биле изложени домородни актери за да се слави португалската колонијална ера под диктатура на Салазар. Во Белгија протестите против колонијалните злосторства биле гласни, но половина од населението се уште верува дека колонијализмот направил повеќе добро отколку штета. Последниот забележан пример на расистички градини во Европа бил во Франција. На само неколку километри од градот Нант денес постои зоолошка градина која привлекува неколку стотици илјади посетители годишно. Се нарекува Дива планета и главно има животни од африканската савана. Но пред 30 години ова место имало многу поинаков идентитет. Менаџерот на паркот Дени Лоран решил да создаде цело село во паркот со патишта, колиби и луѓе како нивни жители. Собственикот на паркот Лоран отпатувал во брегот на Слоновата коска, западноафриканска земја и поранешна француска колонија. 25 жители на брегот на Слоновата коска, вклучително и деца, потоа биле ангажирани и испратени во Франција за да ги забавуваат посетителите на паркот и да ги одведат на патување до измислената верзија на Африка. Ова сафари е остварување на сонот на посетителите кои копнеат да се сретнат со екзотични диви животни, им рекол насмеаниот Лоран на новинарите на денот на отворањето на селото на 14 април 1994 година. Жителите на брегот на Слоновата коска имале задача да изградат своји колиби од кал и сламени покриви за селото Бамбула, но овие куќи не биле само за украсување, тие всушност морале да живеат во нив и да спијат на душеци поставени на земја, додека посетителите се фотографираат со нив. Кон крајот на 1994 година организацијата No Human Zoo поднела тужба до судовите, па ова село набрзо било затворено.